Во ова издание на наше време гостине младиот ракометар од Прилеп Давид Марковски, кој што покрај ракометот ја води и Facebook страницата МК Ракомет, каде ги објавува сите новости за ракометот во Македонија. Добре дојде, Давид, и ти благодарам што ја прифати нашата покана. Добре ве најдов и благодарам за вашата покана. Како за почеток сакам да те прашам колку време се занимаваш со овој спорт? Па со овој спорт се занимавам 2014 година, веќе 8 години. Каде планираш да продолжиш со ракометот? Кои се твоите планови за во иднина? Па тренирав во две екипи, по 5 години во една екипа, 3 години во друга екипа. Во 5 години тренирав во екипата на РК Макаовски, која сега е на пауза, а потоа продолжив во екипата на РК Прилеп и сега сум слободен играч. За сега не сум размислувал нигде, може ќе направам пауза, ќе видам, зависи како ќе има понуди. Кој е твој ракометен идол, затоа што сите ракометари имаат можеби некој ракометен идол и дали имаш можеби некоја омилена ракометна екипа? Па видете, имам повеќе идоли, ќе ги набројам два. Идол ми е Кирил Лазаров, кој е тој најдобриот играч во светот и на Балканот, веќе и во Македонија. Втори идол ми е на мојата позиција лево криво Тимур Дибиров, а како екипа ми е РК Вардар, пошто го игра најдобриот ракомет и во Македонија и во светот. Како што напоменав на почетокот, ти ја водиш и Facebook страницата МК Ракомет, на која што ги објавуваш сите новости за ракометот во Македонија. Од кога постои таа страница? Да, јас ја водам страницата МК Ракомет, па страницата постои веќе од 2020 година, на 25 октомври е отворена страницата, веќе 2 години се прават, па да, објавувам повеќе вести за и во Македонија и во цел свет. Како постигнуваш да си во тек со сите информации, настани случувања за ракометот? Па ги следам утакмиците во Македонија што се на лайв стрим и на телевизии, понекогаш и одам таму. За сега со ковид ситуацијата без публика беше и тешко беше да се влези без дозвола од клубот. Следам и си помагам со некои медиуми, за светове ке има портали што објавува и ги следам, комуницирам поточно и со нив. Така да ги известувам публиката и народот веќе за се. Што тебе те поттикна да отвориш оваа страница МК Ракомет? Па видете, немав никаков поттик, затоа што јас тренирав веќе ракомет 8 години и поточно јас мислев да отворам за сите спортови, за одбојка, фудбал, кошарка, тенис и другите спортови, но еден ден беше многу кнап ми дојде да ги работам сите спортови, немав толку доволно време и затоа се решив за ракометот, пошто јас ракомет тренирам веќе 8 години. Каква е моменталната состојба на ракометот во Македонија, затоа што веќе си во тек ти со настаните и кои се најновите информации? Па моменталната состојба е добра, веќе 4 мандат, ова е 4 мандат на претседателот на ракометната федерација Живко Мукаетов, без него ракометот не може да успее. А и сега имаме добар селектор на машката репрезентација Кирил Лазаров, затоа што пополека и ракометот се враќа, не само во репрезентацијата, и во сите клубови имаме и во Вардар добри претседатели, во Металург, и во Прилеп се врати ракометот, веќе втора година од кога дојде за тренер Горан Кузмановски тастата. Се надеваме дека ќе продолжи понатаму и да се враќа уште, не само во машкиот, туку и во женскиот. Дали повеќе објавуваш вести за некои помлади ракометари кои што се на почеток на кариерата или пак за некои возрастни со изградена кариера? Па да, и за помлади, и за повозрастни. Знаете, има некои медиуми што не објавува се доволно, но јас тука сум да следам и да објавувам за сите. Значи да ги поттикнеш и помладите ракометари. Бидејќи си собственик на страната МК Ракомет, може да се каже дека си ти млад граѓански спортски репортер. Дали за буднина имаш некои планови за да продолжиш спортско новинарство? Па искрено и други ми го рекле, тоа не е само медиуми, други луѓе што се спортисти ми го рекле. Па искрено не сум размислувал, но ако би се укажала шанса, зошто да не? Според тебе, затоа што и следиш сите новости во Македонија, дали повеќе е развиен женскиот или машкиот ракомет и дали има предрасуди дека спортот е повеќе за мажите, а не за жените? Да, тука
и викаат дека е машкиот повеќе треба да се вложува во машкиот, но не треба и повеќе во женскиот се вложува. Ете, не се вложува колку што се вложува во машкиот. Кај нас повеќе во машкиот се вложува отколку во женскиот. Има некои екипи што се со големи буџети, со помали буџети, а тие што се со помали буџети сега може да го затворат тој куп и да остана веќе на колапс. Оти сега е ковид ситуација, веќе никоја фирма не може да и голем буџет, така да не треба да има предрасуди, пошто негде го има тоа, не знам како е во светот и јас знам како е кај нас. Треба да се вложува и во женскиот и во машкиот, и во помалите и во поголемите категории. А дали ти ги поддржуваш женските ракометарки на твојата страна? Да, ги поддржувам. И како за крај, сакам да те прашам, дали сметаш дека во редовите на младите ракометари има добар потенцијал? Па да, има голем и добар потенцијал, само треба да го гледаат тоа екипите, дека во младите им нината. Така. Ова беше интервјуто со Давид Марковски. Тема за дискусија во ова издание на Наше време е дигитализацијата во образованието. Новата концепција за образование, која што скоро беше донесена и новите програми предвидуваат и современ концепт на учебници, односно воведување на електронски учебници. На предлог на Министерството за образование и наука, владата на Република Македонија усвои целосно нов закон за учебници и други наставни и дидактички материјали. Како што велат од МОН, дигитализацијата на учебниците дозволува тие да се ревидираат секоја година пред почетокот на учебната година, за да нема застарени податоци и содржини кои што не соодветствуваат на реалноста. Учебниците во хартиена форма ќе продолжат да се користат само за учениците од прво до трето одделение, додека пак за учениците од четврто и погорните одделенија се настојува користење на електронска форма на учебници, кои што ќе бидат збогатени со мултимедијални содржини, како што се слики, анимации, видеоприкази, исто така задачи и слики, односно на ваков начин стануваат достапни електронските и аудио учебниците на едната единствена електронска платформа. Овој закон најде на остри критики од страна на граѓаните кои што се здружија на Facebook група Учебници и настава мора да има, која што сега брои околу 80.000 членови. Граѓанската иницијатива имаше напор за остварување на јавна дискусија за работен состанок со МОН, како и собирање на потписи за покренување на иницијатива за референдум на законот за учебници. Законот засега е повлечен, но не и самата идеја за дигитализација на образованието. Редакцијата на Инфокомпас во склоп со емисијата Наше време спроведе анкета на тема Печатени или дигитални учебници. Анкетата има за цел не само да ја согледа ставот на граѓаните во врска со дигитализацијата на образованието, туку да го согледа и задоволството на граѓаните во однос на претходната реализирана учебна година, односно првата учебна година која што беше реализирана преку онлайн настава. Анонимната анкетата која што спроведовме беше потполно анонимна, но секој од испитаниците мораше да го назначи својот профил на директно засегнат или индиректно засегнат од дигитализацијата на образованието. Анонимната онлайн анкета најде на одзив од 125 граѓани од Прилеп, иако анкетата беше анонимна, според податоците можеме да согледаме дека 82,4% од испитаниците се директно засегнати од дигитализацијата, односно 85,4% од нив се ученици, 10% од нив се родители, додека 4,5% се наставници. А останатите 17,6% се граѓани кои што не се директно засегнати од дигитализацијата. Во продолжение ќе споделиме дел од анкетните резултати. На прашањето дали сте задоволни од спроведувањето и квалитетот на онлайн наставата, 58,5% од испитаниците одговориле дека не се задоволни, а 41,5% одговориле дека се задоволни. На прашањето како би сакале да се реализира наставата од септември, дури 84,9% од испитаниците поддржуваат настава со физичко присуство, а додека останатите 15,1% сакаат наставата да се одвива од далечина. На прашањето доколку би имале можност да одберете помеѓу електронска или печатена форма на учебници, би одбрале, мнозинството од 96,2% од испитаниците одговориле дека би одбрале печатени учебници. Следно, од која форма на учебници подобро се учи, се забележува апсолутно мнозинство испитаници од 98,1% кои го поддржуваат печатениот учебник.
Дали електронските учебници ќе бидат дополнително оптеретување за учениците? 86,8% од испитаниците одговориле со да, додека 13,2% одговориле со не. На прашањето дали сметате дека електронските учебници ќе го олеснат учењето, 88,2% од испитаниците не сметаат дека електронските учебници ќе придонесат за процесот на учење, а 11,8% сметаат дека електронските учебници ќе го олеснат процесот на учење. Следно е прашањето дали сметате дека електронските учебници ќе придонесат за оштетувањето на видот кај учениците. Повторно големо мнозинство, 90,6% од испитаниците одговориле потврдно, а само 9,4% не сметаат дека и ќе има зголемување на оштетувањето на видот на учениците. И како последно ги имаме прашањето дали сметате дека училиштата во Прилеп имаат услови за дигитална настава, како што се на пример стабилен интернет и приклучоци за IT уреди. 90,2% од испитаниците одговориле негативно, а 9,8% одговориле позитивно. Како заклучок би издвоили позитивните и негативните страни од дигитализацијата. Како позитивни страни може да ги издвоиме тоа што учениците нема да имаат потреба да носат со нив тешки ташни, нема да имаат проблем со заборавање, неможност за учество на часовите поради неносење на учебници. Исто така на ваков начин секое дете би имало учебник. Моментално сите добро сме запознаени со ситуацијата со печатените учебници, односно некои ученици чекаат дури по едно полугодие за добивање на некој учебник по одреден предмет. Исто така, друга позитивна страна е тоа што како во предолог законот беше наведено дека овие учебници ќе придонесат да се развие интерактивноста кај учениците, што значи дека со самото тоа и часовите би станале поинтересни. Како што дигитализацијата има и позитивни страни, исто така има и негативни страни. Тука можеме да ги броиме следните. Учениците покрај времето што го поминуваат пред електронски уреди во текот на денот, играјќи игри или користејќи друштвени мрежи и слично, ќе мора да одвојат време и за да учат од дигиталните учебници, што го зголемува времето на користење на уредите и најпрво може да доведе до оштетување на самиот вид на учениците, а може би до неправилен развој на телото поради долгиот период кој што е поминат пред електронскиот уред. Исто така и концентрацијата за учење на самите ученици за кратко време би опаднала учејќи од дигиталните учебници, што резултира со неквалитетно учење и лоши оцени. И како последна негативна страна, не секогаш учениците ќе бидат во можност да учат од дигитален учебник од причини како што се лош интернет, немање струја и слични проблеми кои што многу често се јавуваат денес. И за крај на оваа дискусија ви ги соопштиле нашите ставови. Во врска со дигитализацијата во образованието, мојот став е негативен во врска со дигитализацијата, затоа што сметам дека поквалитетно учење би имало од печатени учебници, отколку од електронски учебник. Како мој став, јас би го издвоила како ученик. Поддржувам унапредување на образованието, но не во целост дигитализација, поради тоа што е тешко да содржи концентрацијата, учејќи од дигитални учебници. Тоа беа нашите ставови. А кој е вашиот став?